Вашата организација, невладина организација, се бави со младински политики, некакви активности. Па може ли да ни кажете што конкретно работите и кои се вашите цели во вашата организација? Најнапред благодарам на поканата. Значи, како здружение регионалната ромска образовна младинска асоциација постои веќе од 2007 година. Ова година 15 години ќе славиме. Конкретно на што работиме? Работиме на подобрување на диалогот помеѓу младите, односно ромите и неромите. Работиме на зајакнување, промовирање на позитивни вредности, активно граѓанство, вредности кои што се во склад со човековите права, почитување на природата и така натаму. Конкретно работиме и на подобрување на младинските политики кај младата ромска популација, односно зголемување на учеството на младите роми во креирањето на истите политики кои што ги засегат нив. И сега конкретно во овој период имаме и студиска сесија во Будимпешта заедно со Националниот младински совет на Македонија, на Бугарија, Руманија и Украина, која што знаеме каква е ситуацијата, за жал нема да имаме учесници од таму, но ќе работиме на тоа како да се зголеми учеството на младите роми и останатите маргинализирани групи во креирањето на политики, учеството во такви структури на национално ниво. И покрај тоа работиме и повеќе на, да речеме, програмите за поддршка на млади, како што се Erasmus Plus и со различни донатори. Еве сега работивме на говор на омраза, донатор ни беше Google.org, така да тоа во глобала го правиме, акцентот е на младите, односно работиме на тоа да им дозволиме што повеќе младите роми да бидат и да се чувствуваат млади. Постои ли мултикултурализам во нашето општество? Постои ли почитување на различностите? Еве, вие спомнавте и говор на омраза. Каде го детектирате тој говор на омраза и што превземате? Кои чекори ги превземате? Па конкретно работивме цела година на следење на говорот на омраза спрема ромската заедница на социјалните медиуми и детектиравме имавме 5 врснички едукатори кои што покрај мониторинг и репортирање на говорот на омраза вршеа и едукација на млади, односно што е говорот на омраза, што е антициганизмот и како се манифестира во нашето општество. И од тоа што го заклучивме во нашето истражување дека има пораст на говорот на омраза кон ромите на социјалните мрежи, можеби и самата клима која што ја живееме во моментов допринесува за тоа, односно имаме поделба во општеството на различни основи, на наши, ваши, на про-Русија, про-Украина, на роми и нероми и така натаму, но тоа што конкретно го работивме, креиравме датабаза, следевме дел од случаите понатаму ќе бидат процесирани до соодветните институции, но за жал што можам да заклучам, иако постои во законската регулатива казнувањето на говорот на омраза и ширење на таквото, се уште праксата е слабо развиена во нашата земја. Односно, се уште можеме да видиме дека имаме де факто осуда на тоа, но правната регулатива некако заглавува во самото процесирање на тоа и факта за тоа е што, да речеме, Комисијата за заштита против дискриминација имаше само еден случај лани кога мониториравме кој што се однесуваше на говор на омраза кон ромската заедница. Еве, слушнавме од прилика младите како размислуваа дека доколку сакаа да заминат, но заради подобри услови, не затоа што таму имаат поголеми плати и поголеми можности, само ради условите кои што им се нудат, затоа што ги прифаќаат младинските политики, младинските барања, има кој да ги слушне. Толкму тоа е она причината зошто младите сакаат да заминат. Што мислиш ти, зошто младите ја напуштаат државата и зимаат карта само за еден правец?
Многу причини има, но ете да зборуваме за подобрување на младинскиот стандард и да го гледаме низ призмата на младиот ром, да речеме. Младиот ром и тој сака да го нели да ја користи мерката за подобар младински стандард, да речеме бесплатни билети за во кино, бесплатен јавен превоз и така натаму. Но проблемот е јавниот превоз не оди до ромското мало. Или ако оди, ќе оди само до почетокот, не оди низ целата населба. И младиот ром треба да оди низ, да речеме, неасфалтирана улица. Треба да гази во кал, за да стигне да го користи бесплатниот јавен превоз, за да потоа да оди да ја користи мерката, да речеме, на бесплатно гледање на театарска представа или кино и така натаму, не знам, како студенти или како. Значи, контекстот, проблемите на младите генерално во Македонија се исти, но контекстот, социјалниот контекст во кој се туркани одредени млади допринесува до тоа да размислуваат да ја напуштат државата. Затоа што ги немат, ако ги немат основните екзистенцијални и социјални услови, тогаш зошто би живееле во ваква држава? Тогаш би барале начин да заминат, односно да мигрират во држава каде што може да ги имат таквите услови, каде што може да допринесуваат, да се образуваат. Така да тоа е една од причините. Има и други причини, да речеме партиското вработување, сега да го спомене, вработувањето кај младите, кој најчесто завршува преку некоја политичка или партиска призма, или да речеме стандардите поврзани со здравство, со образование на младите, квалитетното образование или инклузивното образование кај младите. Се уште гледаме дека зборуваме за инклузивно образование, но за жал ромските деца се уште се последните во клупите, се уште се гледат на ромските деца како деца кои што имат посебни потреби, кои што се гласни, зависни, ги сместуваме во специјални училишта и така натаму. Се уште не сваќаме дека инклузивното образование треба да е инклузивно за сите. Кога зборувам за сите, тоа значи дека и професорите треба да се инклузивни, односно имаме професори и наставници кои што треба да учат мултикултурен клас, за кои што не се подготвени да го учат. Значи не учат, немат знаење што треба да предават или како да работат со деца кои што доаѓаат од мултикултурна средина, и да не зборуваме за други капацитети, односно имаме да речеме наративи, образовни материјали каде што учиме за одредена заедница, да речеме за мнозинската заедница, а мнозинската заедница многу малце учи за нас, ромите, за албанците, за босанците, за србите. Така да ние учиме за нив, но тие многу малце учат за нас, односно не разбират од кој е нашиот наратив, од каде доаѓаме, која ни е средината, како допринесуваме во мултикултурното општество, учејќи, да речеме, за ромски и албански историчари, научници, поети и така натаму. Тоа е инклузивното образование. За жал, ние немаме се уште го сваќаме низ призмата на политика, односно ако носиме одредени документи дека е завршена работа. Но, како што реков на почеток, инклузивното образование е чувство, развивање на чувство за инклузија, а не пишање на документи и користење на, не знам, одредени тетрадки и политики. Нашата држава има стратегија за едно општество за сите и интеркултурализам. Според тоа што го зборувате, всушност вие кажувате дека таа стратегија за едно општество дали бавно се имплементира или па воопшто не се имплементира. Како гледате вие на ова стратегија за мултикултурализам, едно општество и права за сите, односно граѓанинот пред се? Со тоа ќе го гледам кога, да речеме, учениците во училиштето ќе добијат курикулум која ќе учат за учеството на ромите во народно-ослободителната војна, борба, односно кога ќе учат за ромскиот геноцид, кога ќе учат за ромската азбука, кога ќе учат за 8 април, за 16 мај, 2 август, така тогаш ќе градиме мултикултурно општество, која ќе знаат за, да речеме, за некои одредени
датуми, термини од малцинската заедница и исто тоа да речеме и кога ќе учат за да рече колегите кои што доаѓаат од албанската заедница и босанската, турската, српската. Но во моментов што гледам е многу малку напори да концептот сите во едно општество функционира. Значи, правиме напори, но тие се многу минимални напори, бидејќи треба да се свати контекстот на одредени заедници и од каде што доаѓаат тие и со што се соочуваат. Конкретно зборувам за мојата заедница, зборувам за ромската заедница. Ромската заедница се соочува со еден проблем на дискриминација, асимилација, исклучување и така натаму. Еве, да не должам последни, гледајте ги резултатите од пописот сега. Значи, тоа говори во какво општество живее ромската заедница, ако ги зимаме во предвид и таквите резултати. Така да, моје мислење е дека некако концептот сите во едно општество или еднакви во едно општество ни бега, со тоа што се преферираат, да речеме, одредени други групи во нашето општество. Една од гранките каде што за едно општество за сите е и токму образованието, каде што стратегијата опфаќа и образованието, каде што таму да се прават некои реформи, токму тоа за почитување на различностите, недискриминацијата, откорнување на говорот на омразата, исто така учебниците кои што, како што ги спомнавте, се проблематични, би требало да се коригираат или да се тргнат од употреба, да се направат нови. Тоа е она што начина дека граѓаните и младите се мразат затоа што не се познаваат, не се дружат на некој начин, ако добро те разбрав. Што е тоа што треба да го направиме за да имаме едно подобро општество, мултикултурно општество? Што е тоа што недостасува? Би почнал со тоа, треба да фокусот да не биде градење на солидарност и почит помеѓу различните групи во нашето општество, бидејќи тоа е важно за да имаме мултикултурно или еднакво општество за сите, но од друга страна треба да ја охрабриме, односно да работиме на толеранција и прифаќање на различностите. Тоа може обично да започне и во класовите помеѓу учениците од различна етничка припадност, верска и нација, со тоа што ќе кажуваат лични приказни или personal storytelling, за да дознаат повеќе за себе си и за другите околу нив, или да се охрабри барањето на нови информации, учење на нови информации за другите. Пример, не верувам дека би било интересно неромите да учат за што е романитека и ромите, филозофија, ромската филозофија за ромскиот дух. Тоа би било интересно, кој исто така ќе допринесе до така. Така да, треба да се стремиме кон таква некоја си иновација и откривање за различностите помеѓу нас, за да можеме да живееме сите како еднакви во едно мултикултурно општество. А сега, моментално, како што Бледи спомна, имаме ѕидови кренати помеѓу нас и секого гледа со некој сомнеш, како да сака некому да му одзема и нешто да му направи. Така да треба да ги урнеме тие ѕидови и да градиме мостови на солидарност и меѓусебно разбирање.